Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски денеска информираше дека советничката група на ВМРО-ДПМН во Советот на општина Газибаба на денешната 25-та седница не го поддржала ребалансот на буџетот, во кој се предвидени дополнителни средства од 41 милион 260 илјади денари, наменети за капитални проекти. Како што истакна Георгиевски, за прв пат во последните 11 години општина Газибаба носи ребаланс на буџетот за дополнителни средства кои пак треба да бидат наменети за проекти во повеќе населени места, почнувајќи од приклучок на вода за пиење за Раштак и Булачани, нова детска градинка во Стајковци, топловодни инсталации во Триангла и Хиподром, комунална и сообраќајна инфраструктура. Георгиевски додаде дека советниците не ги поддржале ниту програмите за културата и културните манифестации. Почнувајќи од приклучокот за вода за пиење во населените места Раштак и Булачани, развојната програма и капиталните проекти за изградба на системи за одводнување атмосферски води во населба Триангла, изградба на нова детска градинка во Стајковци, изградба на системи за одводнување и приклучување на отпадните води во Јурумнери, програмата за изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадните води во населените места Трубарево и Дризово, планот за изградба на спортско-рекреативниот центар Црешево Стајковци, проектот за изградба на комунална и сообраќајна инфраструктура во населбата Хиподром 2, планот за изградба на топловодна инсталација во населбата Триангла и Хиподром, изградба на 2 монтажни паркинг гаражи во населбата Автокоманда. ВМРО ДПМН не сака модернизација на уличното осветлување, односно замена на старото училишно осветлување со нови штедливи LED сијалици, како и комплетна програма F во урбанистичкиот план, каде се предлага изградба на нови улици, тротоари, проектирање и реализација на голем број на капитални проекти за граѓаните на општина Газибаба. Со еден збор, сите капитални проекти за изградба на локалниот пат Бутал-Раштак, новата улица во Булачани во должина од 1 километар, како и локалниот пат во Виниче од километар и 200 и комплетна реконструкција на патот Хиподрум-Илинден и уредувањето на каналот во село Сингелиш. Советниците на ВМРО ДПМН пак велат дека предложениот ребаланс на буџетот е антиреформски и исклучиво за партиски цели, а не за доброто на граѓаните во Газибаба. Тие додаваат дека ребалансот е неплански скроен и со истиот се кратат средства од капиталните инвестиции. Скратените средства од капиталните инвестиции се насочуваат за партиски вработувања во јавното комунално предпријатие Газибаба 2007. Георгиевски крати од капитални инвестиции на штета на жителите на Стајковци, Црешево, Триангла, односно на штета на граѓаните на Газибаба. Советничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во изминатите 2 години даваше максимална поддршка за сите проекти за доброто на граѓаните на општина Газибаба. Ако го отворите балансот, ќе видите дека ова што го зборуваме е вистина, дека се крати од капиталните инвестиции и се даваат средства за вработување во комуналното предпријатие, како и на некои невладени организации и слични работи. Ние не сме против тоа и таму треба да има тоа, меѓутоа најважни се капиталните инвестиции. Ние ќе предложиме во иднина најверојатно нов ребаланс со кој што ќе се подобрат капиталните инвестиции. Советниците од ВМРО ДПМН додаваат дека како мнозинство во Советот на општина Газибаба нема да дозволат да се скратат средствата од предвидените капитални проекти, кои се од суштинско значење за граѓаните на Газибаба. Додаваат дека ќе продолжат да бидат конструктивна советничка група во интерес на сите граѓани на Газибаба.